Така ќе неколку години си водител на Златно славече. Кажи ми, напорно е да се работи со деца или? Не, напротив, мене ми е многу криво што не почнав уште порано да го водам. Ова е 6-та или 7-та година како го водам, а претходно бев уште 15 години од фестивалот Златно славече, покрај што сум водител, сум и дел од организацијата. И нема ништо побаво од работа со деца. Плюс Златно славече мислам дека е еден од трите најголеми бренда на Македонија, постои веќе 43 години. Децата си ја знаат својата работа, јас ја знам својата и се најискрена публика и е преубава за работа. Пред да дојдеш тука во Скопје со Златно славече ги завршиш обврските, беше во Битола. Што те однесе во Битола? Прво театарската представа. Битола најпрво отидов за представата Есенин во Битолскиот народен театар и имавме две одлични премиери. Може би се каже и као предпремиери, бидејќи се уште тек сега ќе почне еуфоријата за Есенин во Битола. Мислам дека помино одлично, доста интересно за разлика од нас до сега што сме гледале во театар. Паралелно дека бев таму, имав уште една шанса да се докажам во актерската игра, и тоа на филм, на еден руски серијал. Се снимаше руски серијал во Битола, мислам дека се снима и во Русија, може би пошироко низ Европа, но јас бев дел од екипата, снимевме 8 епизоди за руската национална телевизија, кои што ќе се емитуваат, мислам дека после Нова година, со големи светски, европски и руски имења и звезди, така е. Битола се исполнив 2,5 месеци со многу работа и со многу нови пријателства. А како те прифатија во Битола? Многу убаво, ептен. Јас дури да ти кажам и кога имав слободно време седев во Битола, не шетав многу зашто бев на проби, но Битола е еден прекрасен град каде што си има своја култура, свој начин на изразување и си го сакаат градот битолчани. Така. За потребите на Есенин или пак на филмот ја изфарба косата, уште поруса од тоа што ти е? Не, косата филмот го завршивме со снимање 3 дена пред премиерата, ја паралелно имав и проби, а косата изфарбав за представата. Но еве, пак ја префарбав, пак сум назад. Да. Чудно ти беше, мислам, да се гледаш таа толку? Не, јас порано многу ја фарбав и многу ја кратев и од долга кратка, од кратка на некој место избричана, префарбана, фарбана, се во својство на професијата и во својство за да направиме улогата и ролјата подобра. Како музичар си многу актуелен во парк и дуетот со Викторија Лоба, исто и твојата нова песна, па која не е нова песна, која е кандидирана за една од најслушаните песни на Марс. Да, еве доека сме тука во Универзална, исто да кажаме радискиот фестивал Марс на 26 ноември. Таму сум номиниран со песната Само за неа, која што освои 2 втори места на Охридскиот фестивал ова лето. А да, актуелна и со Викторија Лоба во парк, која што снимивме многу порано, но ете, случајно, на гостување на една емисија на македонската телевизија, снимката влезе во топ листа и гледам, па дури и најмалите деца ми ја пеат цело време во сала. Имаш некои други планови на музички или пак на... Имам, на музика имам многу. Сега пред Нова година постојано снимам музика, снимам и за други работа, ама пред Нова година ќе направам спот за уште една песна од пред 2 години, која што заборев да снимам спот. Нормално околу Нова година веќе сме активни и актуелни, цела естрада со настапи по зимските дискотеки, потоа доаѓа Нова година, после Нова година, повторни настапи тука околу Божик. Она што го спремам големо е повторно концертот на 14 февруари, кој што неколку години поред го правев. Владко и пријателите, ден на љубов и вино, и оваа година со пауза една година, од лани ќе биде уште поатрактивен и поактуелен со едни од најлегендарните и најголемите имења како гости од бившите Ю простори, значи легендарни, не сакам да најавам на луѓе кои што функционираат повише од 40-50 години, ќе пееме песни за љубов и за вино. Има нешто што јас не те прашав, па ти сакаш да си го потенцираш? Па, има, ако почнам да ти кажувам, ќе трае уште многу. Се шалам, фала на поканата на интервјуто. Се надевам се гледаме за брзо време, кога ќе биде концертот после Нова година, уште еднаш.